дечиња. Јас сум воспитувачката Силвана Стојанова и сум од детска радост од Стромица. Денес заедно со вас ќе учиме, ќе се забавуваме и се надевам ќе се смееме. Но, кога да почнеме да учиме, треба малку ние да се смириме и опуштаме. Како тоа ние ќе го направиме, некои од вас веќе знаат, некои не, за тие што не знаат, ќе видат и ќе повторуваат по мене. Ајде да почнеме, драги дечиња. Ајде, драги дечиња, да се смириме со нашите рачиња. Да ги погалиме нашите главчиња. Да ги разбудиме и нашите мозочиња. Нежно да ги погалиме и нашите правчиња. Да помирисаме со нашите носиња. Да вкусиме и со нашите устиња. Да ги погалиме нежно нашите душички и да покажеме колку се сакаме самите себе си и сите околу нас што ги имаме. Да бидеме среќни дечиња. Сега вака можеме да си седнеме удобно и да почнеме да учиме. Вие сега внимателно ќе ме слушате. Вака, дечиња. Денес ние ќе учиме за видови сообраќај. Еве овде има една слика. На таа слика вие гледате ли што има, дечиња? Ајде да видиме сите внимателно што има на таа слика. Ајде, погледнете. Гледате? Што има? Да, токму така, има авион, еве го. Аха, и автобус има, да, еве го е автобусот. И брод, еве го, да, да. А дали го забележувате ова тука што е? Да, автомобил, деца. Но нешто друго има тука, се гледа и тоа е на патот. Едно големо, што е тоа? Да, дечиња, тоа е камион. А нешто што лета, не е авион, како се викаше тоа? Токму така, дечиња, хеликоптер. Ова овде. Го гледате? Да, го гледате. Се надевам дека и знаете веќе што е тоа. Токму така, мили дечиња. Тоа е воз. Тоа е воз. И тоа нешто со кое сите деца сакаат да се возат, тоа е велосипед. Така, драги дечиња. Значи, според цртината по која се одвива сообраќајот, тој може да биде различен. Значи, може да биде копнен, да биде воден, да биде воздушен. Така, дечиња. И затоа, сега ние прво ќе учиме за копнен сообраќај. Зошто се вика така? Ке научиме и да не знаеме. Ке научиме. Копнен сообраќај, дечиња, се вика затоа што се одвива на копно. Да, по патот. Возилата што возат по патот. Еве овде има една слика. На таа слика имаме, како што гледате, автобус. Но имаме и камион. По патот оди и кола. Да, токму така, дечиња, и кола.
тие одат по патот, возаат по патот и овој сообраќај се викаше и патен сообраќај. Да. Сега овде имаме слика. На таа слика има воз. Возот се движи, дечиња мили, не по патот, туку патот на возот се вика по шини. По шини се движи возот. Далеку низ шумите, низ далечни патишта, оди возот по шините. Токму така, дечиња. Еден сообраќај што се одвива, како што кажавме, во високо на небото. Тој сообраќај, дечиња, се вика воздушен сообраќај. Да, сликата имаме токму така, авион. И тој вози високо во небесната шир, многу високо. Да, и хеликоптерот исто така вози во воздушниот сообраќај. Да, но тој малку пониско, не може толку високо како авионот и не може толку многу патници да носи како авионот. Хеликоптерот носи многу малку, 2, 3, 5 луѓе, повеќе не може. Тој е мал. Сега, дечиња, ќе ви кажам нешто и за воден сообраќај. Воден се вика затоа што се одвива во вода. На вода и во вода. На сликата веќе вие гледате и можете да видите. Овде има брод, голем. Да, тој вози низ водите далечни, низ длабоките мориња и реките, за да стигне до таму каде што тргнал. Да, во водата може да возат и чамците. Еве, како тука некои деца се возат со чамецот. Тој се весла и се стигнува до некоја цел. Да, дечиња, тоа е. Сообраќајот, значи, може да биде копнен, железнички, воден, воздушен. Сите тие се сообраќаи, но се одвиваат на различно место. Да. Сега сакам да ме слушнете, заедно да се забавуваме и да играме. Вака. Слушнете внимателно. Може некој со другарчето или со баба, со дедо, со мама или со тато, со било кој, да си земе две столчиња, да си седнат еден до друг и да си викат вака. Пип, 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 возам еве, јас со джип. Може да бидете и во автобус. Исто така, седете еден до еден и се викате. Ту, возам голем автобус. Сите ќе ве возам, на излет ќе ве водам. Да, сега можеме да бидеме и во воз. Чуф, чуф. Сега сите сме во воз. Ајде да се возиме и песни да си пееме. Можеме нешто друго да правиме. Фиу. Летаме со авион, ама можеме и да слетаме. Токму така. Забавно е, дечиња, нели? Да. Сега издишите, за да се опуштиме и да можеме да погодуваме
тоа што ќе ве прашам јас што е. Ајде, погоди ме што су вели ова игра. Слушајте. По патишта автопати со бучава вјаса и гледа за минутка тој некаде стасал. Што е тоа, дечиња? Дали ги ви текне? Да, по патиште автопати вози. Многу брзо вози. Што е тоа? Да, токму така. Автомобил. Слушне ми друго нешто. Мокен сум и силен, а меѓу децата играчко сум омилен. Што е тоа? Децата го товараат песок, си играат со него. Да, токму така, тоа е камион, дечиња. Камион. Летам, многу високо. Но можам и ниско да слетам. Кој сум јас? Ке ви текне, ајде да мислиме со нашите умни главчиња. Да мислиме сите, за да ни текне што лета многу високо, а може и ниско да слета. Токму така, тоа е авион, дечиња. Авион. И сега ќе ви кажам за нешто што се надевам ќе го знаете. Слушајте. Голем сум ко слон и тежам со тон. Многу патници низ води големи носам и јас никој пат не ги косам. Кој одеше по водата? Кој вози по вода? Токму така, бродот. Тој носи многу патници. Да, многу е забавно да се возиш со брод. Да, дечи. Овде имаме една слика, на таа слика имаме едно авионче, кој може да го направите од хартија, да ви помогнат мама, тато, баба, дедо и бато, заедно, од било каква хартија, и може да го, кога ќе го направите, да се забавувате и да си играте. Но можеме исто така од било каква боја, лист, да го превиткаме, да го свиткаме, да ни помогнат исто мама, тато и бато, и да си добиеме едно вакво бродче. Може да биде било каква боја, но можеме и да го нацртаме, да го насликаме, да го обоиме по наша желба такво какво што сакаме да ни биде нашето бродче или авионче. И можеме да земаме еден сат со вода и да го пуштиме нашиот брод да плови. Да видиме како оди бродот по водата. Авиончето можеме едноставно само да го возвишеме во воздухот и да го турнеме и тој ќе си летне во воздухот и ќе си слети. Се надевам дека ви беше забавно со мене денес, драги дечиња. Ви благодарам на вниманието. Убав ден!